Македонија денеска го одбележува 7 април, светскиот ден на здравјето. Добро дојдовте во неделното издание на Урбаните вести. Гледајте не. Денеска се одбележува 7 април, светскиот ден на здравјето. 1/4 од возрастните имаат хипертензија во Македонија. Со акцијата Прегратка на дар, 7000 играчки им беа подарени на децата од болниците. Македонците со најмал процент на животно осигурување. Седмиот ден од месец април секоја година е резервиран за прославување на Светскиот ден на здравјето, под покровителство на Светската здравствена организација. Почнувајќи од 1950 година па се до ден денес, континуирано се одбележува основањето на Светската здравствена организација на овој ден. Светскиот ден на здравјето 7 април оваа година во Македонија се одбележува со акцент на темата за високиот крвен притисок. Глобалното здравје е клучниот проблем кој ги окупира сите здравствени институции. Светскиот ден на здравјето се прославува секоја година на 7 април, со што се одбележува денот на основањето на Светската здравствена организација. Републичкиот завод за здравствена заштита порачува дека во Македонија се посветува потполно внимание на зајакнување на капацитетите на здравствениот систем, за правилен и навремен одговор кон сите закани. Светската здравствена организација е посебна организација на Обединетите нации која делува како координативно тело на меѓународното јавно здравство. Седиштето на Светската здравствена организација е во Женева, Швајцарија, а ја основала Обединетите нации на 7 април 1948 година. Светската здравствена организација е наследник на Здравствената организација, агенција на Лигата на нациите. Светската здравствена организација секоја година избира клучен глобален здравствен проблем и на овој ден, 7 април, организира меѓународни, регионални и локални манифестации, но и во текот на целата година, како би го истакнала значењето на избраниот глобален здравствен проблем. Светскиот ден на здравјето 7 април оваа година во Македонија се одбележува со акцент на темата за високиот крвен притисок. Според Светската здравствена организација, еден од тројца возрастни во светот имаат покачен крвен притисок. Целта е да се намалат инфарктите преку подигнување на свеста за високиот крвен притисок, редовното мерење и водењето здрав живот. Во Македонија има стандардизирана стапка на морталитет од 553 на 100.000 жители во 2010 година, па спаѓа во групата земји со висок ризик на умирање од болести на срцето и крвните садови. Во 2008 година регистрирани се 1 билион случаи на хипертензија во светот. Ризикот од висок крвен притисок може да се намали со намален внес на сол во организмот, балансирана исхрана, избегнување на неконтролирана употреба на алкохол, редовни физички активности, контролирање на телесната тежина и избегнување на употреба на тутун. Темата го нагласува значењето на обезбедување на спремноста и прилагоденоста на здравствените капацитети да одговорат на опасностите и да им пружат помош на оние лица кои се директно загрозени, како и на околните заедници. Здравствените капацитети ги вклучуваат сите објекти и простории во кои се пружаат здравствените услуги, од високо специјализираните болници па до здравствените домови на примарно ниво. Светската здравствена организација се грижи за здравјето на човекот и во своите бројни активности ја подига свеста на човекот да се грижи за своето здравје. Високиот крвен притисок или хипертензија го зголемува ризикот од срцев и мозочен удар, а доколку не се контролира може да го оштети видот срцето и да предизвика срцева слабост. Во светот има 1 милион случаи на хипертензија, а во Република Македонија болнички се лекуваат 1/4 од возрастната популација. Андреја Димитриевска. 1/4 од возрастната популација во Македонија има висок крвен притисок. Хипертензијата е скриена болест која може да ве измами бидејќи предизвикува мали или пак воопшто не предизвикува никакви симптоми. Ова е причината поради која многу луѓе не ја знаат оваа состојба како опасна во животот. Ова размислување е навистина погрешно. Високиот крвен притисок е една од најголемите причинители на мозочен и срцев удар или прерана смрт. Доколку овој проблем не се третира за сериозен, може да го скрати животот за 10 или 20 години. Нема лек за висок крвен притисок, но охрабрува сознанието дека ова може да се спречи и да се држи под контрола. Прилагодувањето на начинот на живот и доколку е неопходна и примена на соодветен третман со лекови, може да допринесе да се воспостави контрола на крвен притисок и да се одржува на безбедно ниво.
Лекарите препорачуваат да се вршат превентивни прегледи со редовна контрола на крвниот притисок, што заедно со другите ризик фактори, одржување нормално ниво на шеќерот во крвта, холестеролот, примена на физичка активност, намалена употреба на сол, може да доведе до намалување на ризикот на ова заболување. Во светот има 1 милион случаи на хипертензија. Во Република Македонија болнички се лекуваат 2500 пациенти од покачен притисок или 11,8% на 10.000 жители, од кои повеќето се жени, а се евидентирани и лица на возраст од 14 години. Со програмата Здравие за сите во Република Македонија, која започна во 2007 година, со пунктови на фреквентни места се проверува и крвниот притисок. Од почетокот на акцијата досега се извршени над 100.000 бесплатни превентивни прегледи. Бесплатните прегледи во 2012 година, што ги искористиле граѓаните на Македонија, подеднакво се опфатени кај мажите и жените. 80% од прегледаните се на возраст над 50 години, кај 27% детектирана е состојбата на здебеленост, ризични вредности на шеќер во крвта имале 7% од прегледаните, а 9,4% со зголемен холестерол. Висок крвен притисок е откриен кај 11%, а висока ризичност со диастолен крвен притисок кај 16%. 10.000 деца од градинките низ Македонија правеа рачно изработени играчки, кои потоа им ги подарија на нивните врсници кои се лекуваат во болниците низ државата. Елизабета Дамјановска. Заврши хуманата акција при град Канадар на Рингераја. Малите дечиња од градинките низ Македонија повторно ги здружија силите и им испратија љубов преку 7.000 рачно изработени играчки на дечињата на кои им се потребни пригратки, односно на дечињата кои се лекуваат во болниците низ државава. Акцијата се реализираше во 151 градинка, а во изработката на играчките учествуваа 10.000 деца. Караванот на приград Канадар патуваше низ 15 градови, каде во градинките се одржуваа работилници за рачно изработени играчки. Организаторите, семејниот портал Рингераја МК и генералниот покровител на акцијата, млекарницата Бимилк, искажаа задоволство од спроведената акција, при тоа искажувајќи надеж дека таа ќе прирасне во традиција. Со оваа акција, покрај тоа што дечињата кои се лекуваат во болниците добија подароци од своите врсници, и децата од градинките научија нешто. Научија да подаруваат и да добиваат љубов и прегратки. Акцијата Преград Канадар се одржа по втор пат во Македонија, а идејата потикнува од Словенија. Акцијата траеше од октомври 2012 до февруари оваа година. Минатата година животното осигурување во Македонија порасна за 20,6%, но македонците се уште важат за нација која многу малку го осигурува својот живот. Од осигурителните компании известуваат дека само 4 до 5% од населението во земјава има полиса за животно осигурување. Ивана Митковска. И покрај тоа што во третиот квартал минатата година животното осигурување во Македонија порасна за 20,6%. Македонците се уште важат за нација која многу малку го осигурува својот живот. Само 4-5% од населението во земјава има полиса за животно осигурување. Од осигурителните компании велат дека малиот процент на граѓани со животно осигурување е резултат на тоа што оваа услуга е се уште нова на македонскиот пазар за да биде масовно прифатена. Граѓаните се уште не се запознаени со придобивките од полисите за животно осигурување. Граѓаните се уште не се запознаени со придобивките од полисите за животно осигурување. Затоа, од осигурителните компании потенцираат дека зголемувањето на нивото на информираност на населението е клучен чекор за зголемување на бројот на животно осигурени македонци. Овој тип на осигурување опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот и осигурување на живот со поврат на премии. Се проценува дека вредноста на бруто полисираната премија на животно осигурување во 2012 година изнесува околу 10 милиони евра или 5 евра по глава на жител. Иако во Македонија има известна традиција во осигурувањето на живот на граѓаните, по застојот во 80-тите и 90-тите години на минатиот век, денес таа многу заостанува зад земјите во регионот.
Црногорците, србите и бугарите за животно осигурување одвојуваат од 12 до 15 евра по жител, додека во земјите членки на Европската унија се вложува од 350 до 1500 евра по жител. Осигурителите за 2013 година очекуваат раст на животното осигурување. Тие предвидуваат дека во блиска иднина животното осигурување ќе заземе лидерска позиција во вкупната понуда на осигурителни производи на пазарот во Македонија. Во продолжение на неделното издание на Урбаните вести ќе гледате. Спорт, повредата на Герет Бейл е од полесен карактер и тој ќе паузира само 2 меча за Тотенхем. Актуел, Костурица ќе снима филм за трговијата со органи. Повредата на Герет Бейл е од полесен карактер и тој ќе паузира само 2 меча за Тотенхем. Ова е една од спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.